Јавното обвинителство во Прилеп денеска отвори предмет за инцидентот со скршената табла за електрична енергија во Прилепската модуларна болница. Јавниот обвинител Маријана Илиеска истакна дека обвинителството започнува предистрежна постапка за да открие дали има кривично дело што се гони по службена должност. Во текот на денот ќе се пуштила и наредба до полицијата за да им ги предаде сите собрани докази, во насока на расветлување на случајот. Од Прилепското обвинителство велат дека реагираат по допрен глас, односно попишувањето во медиумите. И од МВР, и од Министерството за здравство денеска рекоа дека засега немаат нови детали за целиот случај. Инаку во саботата вечерта е откриено дека непознат сторител или сторители ја оштетиле вратата на електричната табла што се наоѓа до модуларната болница во Прилеп. Според директорката Кети Смилеска, сепак се уште не е јасно кога насилно искршена вратата од електричната табла, дали во саботата вечерта или некој друг ден. Инаку обезбедувањето на болницата го забележало инцидентот вечерта во саботата околу 21 часот, кога од невремето и силниот ветер кој што тој ден го погодија Прилеп, се отворила вратата од таблата и започнала да тропа. Прво мислеле дека таа е отворена поради силниот ветер, но потоа забележале дека е насилно отворена и случајот го пријавиле во полицијата. Од полицијата ги зеле сите снимки од безбедносните камери во болницата. Од општата болница во Прилеп вела дека после пожарот во модуларната болница во Тетово, веднаш во Прилепската модуларна болница било извршено дополнително испитување на сите противпожарни апарати, а дополнителна проверка од стручни лица била направена и на сите останати електрични апарати во болницата. Исто така било зголемено и обезбедувањето на објектот. После најновиот инцидент, по барање на болницата, сега во ноќните часови, е зголемено и присуството на полицијата во кругот на самата болница.